дојдоа од три страни на Македонија. Едно од Гевгелија, второ од Боговиње, трета од Лешок, Чарлиевите ангели, како што ги нарече BBC, се појавија во најбезнадежното време. Целиот народ гледаше спас во три жени кои се спротиставија и тргнаа одлучно против криминалот и против тие на кои 10 години никој не смееше да им го изговори името. Целата приказна за СЈО почна со Катица Јанева, кога се пријави да аплицира за специјален јавен обвинител. Причините затоа што се одлучив на тоа е дека мојот сопруг не е со мене. Не можам да размислам дека, мислам дека ако беше он жив, имавме сосема друг живот, сосема друг. Бевме веќе во години кога сакавме да прошетеме, сакавме да бидеме сами. А сега кога останав сама, ова го сватив како предизвик и ако размислам така, мислам дека ќе биде многу горд. Тука живеам. Мислам, тука живеев до пред 2 години, инаку веќе 15 години сум во брак. Живеам со деверот, со неговата жена, децата се овде, додуша големиот е овде, малиот е со мене во Скопје и дедото на мојот сопруг. Што такови и обичајот овде, или додека не се појави некоја конкретна потреба, по-конкретно кога ќе се скараат невестите, тогаш ги разделуваат и со куќи и со едно друго. Сега за сега сме се 8 души. Со се мене бевме 9, што живеевме во оваа куќа. Сопругот има семеен, значи приватен бизнис. Работат заедно со мојот свекор и со неговиот брат. Тој не е толку храбар тип, да кажеме, како мене, па да се осмели да почне нешто ново, нешто друго. Едноставно тој си прави. Тој си заработува пари, ја ги трошам. Е така. Имам 2 деца, машки. Иако сум сакала да имам женско, бидејќи сум убедена дека женските повеќе се поврзани со родителите и повеќе се грижат за нив отколку машките, можеби грешам. Имам 2 машки деца, Дрин и Лео. Дрин има 12 години, сега ќе тргне во 7 оделение, Лео има 2 години, 2 месеци. Така. Среќна сум што ги имам, бидејќи сметам дека сепак тоа е најголемо богатство. Дури и во најлошите ситуации, кога си под најголем стрес, најголема нервоза, кога ќе се вратиш дома и ќе си ги видиш децата, сепак единствено тие во такви моменти може да те направат да се насмееш. Моето име доаѓа од името на мојата баба Ленка. Тоа е мајката на мојот татко, која што имала многу тежок живот, сега веќе е почината, одамна е почината. Имала многу тежок живот, останува вдовица кога татко ми имал само 2 годишна возраст. Сама одгледува 3 деца во селска средина со елементарно образование, со одгледување на стока. Јас знам дека мојот татко, за да ги заврши студиите, буквално се занимавал со сточарство, одгледувал стока, сето тоа да дојде до еден момент кога ќе му овозможи да ги заврши студиите, работел напорно и така натаму. Така што јас сум Ленче на баба Ленка. Од центарот на Гевгелија Катица Јанева се најде на крајот на Скопје, сама, без обезбедување, во една соба. Тука тајно работеше и живееше во апартманот над ресторанот Ден и ноќ, каде почнува приказната за тимот на СЈО. Овој е апартманот во кој престојував 1 месец, околу 1 октомври до 1 ноември. Еве го. Заради тоа што не сакав да им пречам на децата, кои веќе живеат сами во Скопје. Имав услови за работа, имаше интернет, има за спиење, телевизор.
Така да ми беше комотно. Не икев да ги оптеретувам со мојата функција, бидејќи и не икев да ме гледат колку сум уморна во тој период. И ми требаше и на мене малку мир за целото тоа време и така да тука престојував сама вечерта ќе си одеше цел маркет, сите дома, јас во целата зграда бев сама. Тука прозорот отворен и во глобала никој не знаеше каде престојувам. Само мојот возач и тука бев скриена во првиот момент затоа што не знаев колку треба да се чувствувам безбедна. Тимот се создаваше во ресторанот ден и ноќ, од попладни до доцните вечерни часови. Работеа во партизански услови. Во салата за свадби го подготвуваа материјалот кој го бараше Советот на јавни обвинители. Катица Јанева и другите обвинители беа тргнати од платниот список и оставени без плати се до декември 2015 година. Се финансираа сами. Во салата за свадби поделена во 3 групи на приватни лаптоп компјутери. Во рок од 15 дена ги подготвија сите 3 планови што ги бараше Советот на јавни обвинители: општиот, финансискиот и професионалниот план. Прв кој ми помогна и кој беше поканет во самиот тим беше обвинителката Ленча Ристовска. Почнавме да ги повикуваме обвинителите. Први дојдоа обвинителот Гаврил, обвинителката Фатиме. Пред скоро 2 години, кога беше тоа, септември, јас се вселував баш тогаш во станот што го земав во Скопје и чистам прашина, кутии таму ваму и на Вибер Катица Јанева, а нели таа веќе 3-4 дена беше стара тогаш, многу позната. Ја викам, ова се случува вистина или не? И... Ало, Катица Јанева на телефон, сум слушнала вакви убави муавети за вас. Јас би сакала вие да бидете дел од мојот тим. Дали би прифатиле? Ја из дубина душе хочу тоа да радим. Баш на овој начин. И одговорив. Ми кажа дека ме планира и мене за дел од нејзиниот тим и имаше прилично јасна визија која би била мојата улога во тимот, кој дел од одговорностите и обврските би биле мои во тој тим. Така што бев прилично изненадена. Дури ја прашав дали ти знаеш што бараш од мене. Јас навистина имав многу малку искуство како обвинител. Нејзиниот одговор на сето тоа беше дека бара луѓе кои што се детерминирани, кои што се професионални и верува дека јас ќе можам да се носам со цел тој предизвик. Доволно е, кажа, да веруваме и да имаме силна желба за да успее цел тој проект. Искрено и кажав дека ми треба време да размислам, меѓутоа како што течеше разговорот, некако на крајот на разговорот природно се наметна тоа кога и кажав дека можеш да сметаш на мене, дури никого не ни известив, ништо. Им кажав на моите 2 деца, кои не беа многу запознаени со тоа што ќе биде оваа работа, но беа на 15 септември видно возбудени, зашто мајка им стане специјален јавен обвинител. И им беше им се радуваа покрај мене, иако знае дека ќе биде голем предизвик сета оваа работа и најголемото разбирање во овие 2 години, неполни 2 години што работам, во ова специјално обвинителство како специјален јавен обвинител, ја имам од нив. Па не дека имат некој посебно право да ме спречат кога нешто ќе наумам да го направам, меѓутоа сепак беше, и мислам дека е во ред да барем да го известам сопругот, ако не е да му побарам дозвола. Му кажав дека планирам да бидам дел од тимот и нему и на татко ми, кој што by the way ми е најдобар пријател во животот и тој секогаш во се ме поддржувал, освен операција на носот која правев, тогаш не. Им реков дека сакам да бидам дел од тимот. Малце од страна на свекорот, кога тој дозна, имаше, тој е така повеќе стравува, како да кажем, или повеќе размислува, или не е толку храбар, како да кажем. Имаше обиди да ме одвратат од тоа во што сакав да влезам, во смисла дали знаеш највесто со какви луѓе ќе треба да работиш, со кои луѓе ќе имаш работа. Меѓутоа тоа ми е мене баш предизвик. Јас не сум родена за да бидам цел живот канцелариски пацов.
Или она 8,5, 4,5 работно време, одиш дома, готвиш, не е тоа за мене едноставно. Баш ваков тип на работа и сакам. Ги известив и викам, дури сите да сте против, јас ќе си го терам ова. Така да ги предупредив, знаејќи со какви луѓе ќе имам работа, особено маш ми, дека ќе има и муавети од типот ваква, онаква, со морал, корумпирани, некорумпирани. Значи ќе има муавети со кои што ќе се обидуваат да наштетат, како да кажам, да ме одвратат, да ме спречат во што сакав да влезам. Им реков и започнав се работа. Иако видов одредена загриженост на нивните лица, превагна гордоста која што ја видов во нивниот израз. Беа многу горди на тоа како од сите обвинители во државата, Катица Јанева одлучила во потесниот тим од нејзин избор на 14 тогаш беа обвинители да ме вклучи мене и беа исклучително горди. Тоа можам. Да, тоа го забележав веднаш, дури и се изненадив, пошто прв пат како дете видов како изгледа родителот, гордоста која што родителот ја има во своите очи спрема децата. Меѓутоа тука беше, се разбира, и стравот. Видов дека се исплашени. Посебно тој момент на загриженост го видов во комуникацијата и во изразот со брат ми и еден краток период, да речам, имавме нарушена комуникација затоа што искрено беше луд и веруваше дека не сум ги зела во предвид сите аспекти, посебно безбедносниот аспект. Од тоа што може да значи таков тип на професија за жена и како тоа јас живеам сама во Скопје, како ќе успеам да се носам со тој момент. Друго е кога живеете со некој па имате поддршка од некој машко покрај вас, а јас пошто живеев сама и живеам се уште сама во Скопје, беше навистина загрижувачки тој момент за моето семејство. Знаеме дека бевме следени во првиот период и тука додека бевме од страна на тајните полициски служби. Ги познаваа бидејќи прво што се превзема од специјалното јавно обвинителство, после обвинителите беа и полициските службеници кои ги знаат возилата, а бидејќи немавме и возачи, повеќето возила кои ги земавме на рентакар, ги возеа самите тие. Без возила, без телефони, без компјутери не може да се замисли веќе администрација или работење на таков профил на институција. Знаеме дека е можно да не слушаат, знаеме дека е можно да не следат, но решивме дека тоа нема да не спречи во нашите секојдневни активности. Во моментот имаше и обвинители кои им преоѓаа на самите лица кои ги следеа и сликани се од наша страна, но никако на друг начин не можевме да влијаеме за да не го прават тоа. Катица Јанева немаше тога за давањето заклетва. Ми се јави господинот Аневски и ми вели дека треба да носам тога. А јас и буквално и во тој момент и не знаев што ме спасе на еден начин дека бар тога не знаев ни што ќе се облече. И на Ленчи се јави, бидејќи некако таа беше во моментот која ми се јави, викам дали имаш? Имам и другиот ден пиевме кафе тамо пред обвинителството на кејот на Вардар, ми ја даде тогата и точно дека во незината тога ја дадов заклетвата. Дури се пошегувавме за големината на тогата, меѓутоа интересно е тоа што тогите и С бројчето се навистина гломазни, така што и она не се секирај, супер ќе видам и навистина убаво стоеше тогата на заклетвата. Аболицијата за сите опфатени со снимените материјали покрена лавина луѓе на улиците за поддршка на специјалното јавно обвинителство. Ликовите на трите обвинителки стана заштитен знак на протестите. Секој пат ги гледавме и бевме многу возбудени секој ден кога тргнуваат кај нас и дополнително се мотивиравме да истраеме во нашата работа и мислам дека тоа беше и најголемиот поттик да цело лето ни еден ден
не одиме ни на одмор, да се посветиме на работата и да ги постигнеме овие резултати на кои сметам дека треба посебно да бидам горда и на себе и на мојот тим. Чувството или на улица или на прием или во кафана, некогаш ретко кога одам, кога приоѓаат луѓе кои изразуваат поддршка и нели цело време се сликаат, иако не сум баш многу фотогенична, е priceless. Многу ми значи поддршката од граѓаните. И мислам дека без поддршката на граѓаните, колку и да некои луѓе да се смеја на тоа шарена револуција и едно друго, мислам дека и тоа одигра многу важна улога во целиот овој процес. Само да ве потсетам на аболицијата што ја направи минатата година ценетиот наш претседател на државата. И мислам дека притисокот токму на граѓаните, на правдолюбивите граѓани, пак ќе повторам, пошто тоа ми е омилен збор, токму тој притисок доведе до тоа, после одредено време да бидат повлечени аболициите, а со тоа и нам како специјално обвинителство да не биде олеснета до некаде нашата работа. Тоа чувство навистина не се опишува. Ве преплавуваат емоции кои што на моментот и не можете да ги контролирате и се чувствувате како мало дете кога ќе му купат чоколадо што го сака. Навистина е убаво чувството и имате измешани емоции и на радост од една страна и од друга страна и на гордост. И она што беше најважно во тој период, чувство на, би рекла, надеж и поддршка дека мора да го продолжите затоа што тоа што го работите, затоа што очигледно сте на вистинскиот пат, не сте сами. Толку луѓе што ве препознале, а никој тоа нити го организирал, туку е спонтано, мора да нешто да правите кој што треба. Интересно беше првиот пат кога протестира, не бевме информирани, не знаевме, може би имаше нека информација дека покасно во текот на денот стигна дека околу 5 часот може би да има некој протести кај нас, меѓутоа знаете тоа како него ни свативме нити сериозно, сите бевме на работа и сите си работевме. Одеднаш во 5 часот почнаа да се слушаат свирежи на свирчиња, почна да се слуша паролата нема правда, нема мир, поддршка за СЈО и се тоа беше така некако компонирано што дури нема шанса да не излезете да дзирнете и фотографски да јас си фотографирав со мобилниот телефон затоа што и гледката беше навистина импозантна што ја видовме и чувствувате желба да се придружите на толпата. Значи тоа ви доаѓа инстинктивно. Иако беа тука луѓето, сепак сметавме требаше веќе да си одиме и сепак сметавме дека нема да штети воопшто ако се симнеме и си заминеме иако протестантите се пред нашата канцеларија. Кога се симнавме долу, скандирањата на толпата и како не отпоздравува, уште повеќе ви дава мотив да продолжите со вашата работа. Навистина убаво чувство. Маичките беа посебно некако откритие, просто не може на самата себе да си верувам дека сум јас таа на слика. Има многу лица кои дојдоа и да им ги подпишеме самите мајци. И мислам дека и не само во Македонија, туку и во цел регион, може да кажем и Европа, сите кои биле присутни во тој период, кои беа присутни во Република Македонија, сите заминаа со такви маички, а тие што имаа некој непосреден контакт со нас и беа и подпишани од наша страна. Свадбата беше во саботата, јас четвртокот вечерта си отидов за Гергелија и еден ден пред свадбата и толку отсуствував од работа 2-3 дена. Најлесно е да ја представите жената дека пие, дека не е домакинка, дека има многу љубовници и така натаму. И заради тоа сметам дека таков тип на напади и беа испратени спрема мене. Јас сакам да си го живеам животот за себе, додека размислуваме како да ги убедиме другите луѓе дека ова не е така или да ги смируваш другите. Животот отиде.